Сега, додека чекаме нови летни вибрации од Теа и Таско, ние споменавме дека синоптичарите, па и управата за хидрометеоролошки работи спомена дека Македонија веќе во оваа нова сезона пролет-лето ја имаше 30-та, односно 30-тиот степен веќе го имаше на термометарот, така што тоа е и следната тема што ќе го заокружиме ова издание на лице место со нашата Марија. Уште еднаш добро утро, Марија, на лице место на Македонија температурите надмина 30 степени со главен синоптичар од УХМР утрово. Второ добро утро и до вас, колеги. Токму така, во текот на ноќта имено беа пријатни температурите, но веќе од 8 часот наутро па се досега температурите го достигна и 26-тиот степен. Какви температури не очекуваат генерално во идните денови? Дали можеби повторно ќе го достигнат 30-тиот степен и генерално какви временски услови не очекуваат во продолжение? Слушаме многу повеќе од дежурен синоптичар во УХМР Јулијана Фиданаска. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро, ви благодарам. Драго ми е што имаме можност да дадем информации на нашите гледачи околу временските услови. Најпрво ќе прашам за денешниот ден. Напоменав за утринава дека во текот на ноќта беа пријатни температурите. Сега веќе достигна 26-тиот степен. Што ќе се случува до крајот на денот? Така, денес очекуваме и најтопол ден, ако може така да се каже, во овој бран од неколку денови што го зафати нашето подрачје, од топол бран. Денес ќе имаме сончево и топло време со локална појава на облачност во текот на денот, со тоа што во попладневните часови, претежно во југоисточните и во западните делови од земјава, ќе има изолирана појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес максималната температура ќе биде во интервал од 27 па се до 34 степени и Скопје се очекува денес да го достигне максимумот од 34 степени дневна температура, со тоа што и во попладневните часови во делови од Скопската котлина ќе има услови за појава на краткотраен пороен дожд, ретки грмежи и повремено засилен ветер од северен правец. Бидејќи ја напоменавте таа изолирана појава, каде што во некои делови ќе има и пороен дожд, исто така за утре е најавено променливо, нестабилно време да речеме. Дали всушност утре ќе имаме исто така зголемени температури покрај тоа што се најавени овие услови? Утре очекуваме променливо облачно време и појава на нестабилност на повеќе места. Веќе од планневните часови се очекува нестабилно време, со тоа што утре дневната температура нема да го достигне максимумот како денес. Утре дневната температура нешто пониска во интервал од 25 до 32 степена, но секако ќе биде топло, големена влага во атмосферата, ќе биде дополнително и тешко да кажам време и во текот на утрешниот ден и во Скопје ќе биде нестабилно. Во делови од котлината ќе има и услови за појава на краткотрајно невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, засилен ветер, ќе има и услови за појава на град локално, значи и на територијата на земјава ќе има услови за локално невреме. Бидејќи ја напоминавте самата влага во воздухот и нашите граѓани верувам можат да забележат дека деновиве најверојатно поради високите температури потешко се диша, односно може да се почувствува таа влажност во воздухот. Дали всушност има зголемена влажност во воздухот во овие денови и дали се очекува до крајот на оваа недела? Така, значи ние сме под влијание на ова јужно воздушно струење што ги зафати поголемиот дел на Западна Европа. Ние имаме еден мал дел сме под влијание. Има зголемена влага во атмосферата од Медитеранот, така што утре во утрешниот ден ќе придонесе и локална појава на нестабилност, со тоа што веќе во петок и во првиот ден од викендот па ќе бидеме под влијание на североисточно воздушно струење што ќе дува и засилен ветер од северен правец што ќе допринесе и нешто пониска температура како утринска така и дневна. Значи максимумот во петок и во сабота ќе имаме стабилно време, но со попријатни температури за овој период од годината, со дневни температури кои ќе бидат во интервал од 23 до 30-31 степен. На југот, Евгелиско-Доранскиот регион секогаш е најтопол, таму очекуваме максималната температура да го достигнем 31 степен.
Овие информации за временските услови се за петок и сабота. Ќе ве прашаме за крајот на неделата, односно ден на недела, какви температури не очекуваат со оглед на тоа дека е продолжен викенд, верувам дека и е од корист за нашите граѓани. Веќе од недела, па и почетокот на новата седмица, всушност и почетокот на месец јуни, повторно ќе имаме пораст кај температурите, сончево и топло време со повторно попланевна нестабилност, значи од локален карактер. Благодарам многу за одвоеното време, драго ми беше за сите овие информации. Благодарам и вам. Благодарам уште еднаш. Со овие информации ќе ве поздравиме пред самиот крај на нашата утринска емисија. Се гледаме повторно утре во 8 часот и 25 минути на лице место.